Пред се до медиумските представници денес ви благодарам за вашето присуство во теке седницата на Уставниот суд за одлучување по иницијативата која ние ја иницииравме. Во суштина пред се морам да се оградам од тоа дека во текот на донесувањето на одлуката ние немаме никаква намера да влијаеме на одлуката, но по завршувањето на расправата можеме да видиме каде инклинира овој Уставен суд со одлуката. Најголемата опасност е денеска дека Уставниот суд ќе ни потврди дека може да имаме нерамноправни услови за настап на изборите. Денеска Уставниот суд можно е да го погази начелото на рамноправност на политичките субјекти и да го погази начелото на плурализмот во Република Македонија. Во суштина, јас сакам да искоментирам за тоа што Уставниот суд денеска и многу уставни судии дискутираа многу апстрактно за некои политички реалности, дали се сменети, дали не се сменети. Еве, јас ќе им кажам физички, материјално, јас како Амар Мецинови, како човек и граѓанин на Република Македонија, кога настапував на последните избори, моето пасивно избирачко право, правото да бидам избран во рамноправен надпревар со другите кандидати беше повредено. Додека се разговара за апстракции, во реалноста ние имаме изборни циклуси каде што волјата на граѓаните и учеството на изборите пробува да се компрометира на сметка на партиите кои не се партиите на олигархијата. Сакам да подсетам нешто дека не е нормално во една држава, една легална партија која има пратеничка група да и биде оневозможено своите идеи, својата платформа да ја презентира пред граѓаните. И ВМРО ДПМН денеска и во изминатиот период тоа што пробува да го наметне кога ние зборуваме за изборниот законник дека левица бара финансирање, не. Левица бараше и бара рамноправен пристап до медиумскиот простор, до рекламирањето на порталите и рекламирањето на билбордите. Тоа не е греф. Туку ние треба да се запрашаме зошто имаме власт која пробува својот авторитаризам да го наметне како норма. Затоа што ние имавме веќе преседан на минатите избори и ако го потврдиме овој преседан, ова значи дека секоја идна партија која сака да им ги помати сметките на партиите на олигархијата ќе може да добие ваков третман и на нас сите треба тоа да ни е во ред, на сите медиумски чинители, на сите политички чинители, на граѓанскиот сектор, не. Денеска се поставуваат преседани кои се опасни по нашата демократија. Нашата демократија која е и веќе фрагилна и која не може да ја представи вистинската волја на граѓаните, и очигледно дека сега и се потврдува дека тоа што 60.000 скопјани ја избраа нашата платформа во овој ноември, тоа значи дека политичкото представување на 60.000 луѓе во главниот град, Уставниот суд, смета дека е во ред да не биде на следните избори на едно исто рамниште со другите политички партии. Уставниот суд сака да ја заштити дискрецијата на владата да одлучува кој како ќе настапува, затоа што ова е крајно одлука на властите. Не е одлука на никој друг. Денеска слушнавме некои апсурдни аргументи на самата седница, па така се разговараше дека има опасност од докинување на одредбите затоа што не се знаело дали ќе се договори помеѓу партиите. Уставниот суд политичка одлука ли носи? Очигледно дека да. Барем тоа го наговестува. Затоа што опасноста од политички исход не може да биде пред оценувањето на уставноста, што е главната работа на овој суд. Од друга страна, слушнавме аргументи дека Уставниот суд воопшто не смее да зборува за политика и политичка реалност, туку треба да се држи до уставно-нормативните правила. Па кого прават будали? Аристотел рекол дека човекот е зон политикон и секој што не разговара за политика дека е идиот. Па што предпоставува тоа? Уставните судии зон политикон ли се, или ако веќе се определува дека нема да зборат за политика, дека потоа го презимаат испротивниот епитет? Значи, абсурдно е. Абсурдни уставни судии кои не зборуваат дека не може да зборуваат за политика. А што е општествениот однос помеѓу луѓето, освен политика? Сакаме да кажеме дека одлуката која Уставниот суд ќе ја донесе мора да биде јасна и мора да биде недвосмислена. Мора да го заштити правото на рамноправно настапување на изборите. Ќе потенцирам, не се работи за никакви финансии, исто така беа изнесени аргументи од уставните судии дека државните пари ги плаќале политичарите за ова, за она. Да, ВМРО и ДПМН и СДСМ кои милиони евра ни зимаат од джебовите со години, да, апсолутно.
Јас како кандидат добив 0 денари на минатите избори. И не е работата за финансирањето, туку работата е зошто мојата политичка платформа и нашата политичка платформа и утре ако јас и вие како граѓани на Скопје се обединиме во нешто што е и над сегашната политичка реалност, зошто ние не смееме нашите идеи кои не се ни корозивни, напротив, се една свежина во овој гнил простор политички моментално, зошто ние не можеме да имаме исти правила како ВМРО, ДПМН и СДСМ. ВМРО, ДПМН и СДСМ кои имаат крајно лоши резултати по нашето општество. Затоа ние, како јавност, како граѓани, мораме да се освестиме дека крајно демократијата одново и одново се освојува. Таа не може еднаш да ја имаме и да се откажеме од неа, напротив, таа потоа се сецка. Салама, тактика дел по дел, властите, посебно авторитарните власти, како оваа власт на ВМРО ДПМН, ќе пробуваат да ни воспоставуваат нови правила, за да можат тие да бидат во поудобна положба, а идеите кои се спротивни на нив, да не можат да се надпреваруваат во ист терен. Затоа сакам да кажам дека вистината е дека моментално граѓанската јавност и ОБСЕ-ОДИ-ХР и сите чинители кои се инволвирани во овие прашања, кои ги следат овие прашања, се испоставува дека од една страна сме сите ние, обединети во една вистина за нашиот изборен законник и реалноста, и од друга страна ги имаме обединето партиите на елитата кои зборуваат за некои апсурдни работи. И ова е што сега го следиме со диаспората, ова е апсурд. Не можат и не сакаат да ни овозможат фер избори. И секој ден добиваме потврда дека немаме фер избори. Немаме избори со еднакво учество, затоа не можеме да имаме избори и со ист исход. Затоа јас ќе апелирам до сите граѓани на Република Македонија, независно од вашите цели, од оние на десниот спектрум на политиката кои сакаат да ја видат Македонија заштитена, горда, како просперира. Од тие, па до оние кои се целата политичка сила им е вперена во нашата интеграција во ЕУ. И сите во овој политички простор. Сакам да ви кажам дека и нашите цели, и вашите цели, и сите овие цели идеи можат само да се остварат во услови на вистински плурализам и демократија. Во овие услови моментално можеме сите да се откажеме од секоја благородна цел која имаме во нашите глави, затоа што на следните избори на сите по нив, ВМРО, ДПМН и СДСМ, нашите најголеми општествени душмани, ќе имаат предност пред нашите идеи, на сите нас, и ќе бидат повторно во состојба да не победат. Затоа сакам да го разбереме ова се озбилно. Алармите по нашата демократија секојдневно ги добиваме, но, како што кажав, на нас останува, како граѓани на Република Македонија, крајно демократијата повторно да ја вратиме кон граѓаните. Вчера пропадна уште еден обид на парламентарните групи во Законодавниот дом да се договорат или да ги испеглаат оние неусогласености во делот на изборниот законник. Последно кој што го слушавме од парламентарното мнозинство беше дека еве они оставаат опозицијските партии сами да се договорат и они се спремни да прифатат све. Како го коментирате тој став? Јас пред се морам да кажам дека неучеството на СДСМ на лидерската средба и во работната група за изборниот законник ги ослабна позициите на опозицијата. СДСМ ги компрометираше нашите заеднички опозицијски позиции, затоа сме сега во оваа ситуација и левица во целиот овој простор нуди компромисни излезни решенија, затоа што мислиме дека апоријата, тоест безизлезната ситуација која ВМРО, ДПМН и СДСМ сега ни ја наметнуваат, не е реална на тоа што на вистина ни треба, а вистината е дека ни треба нов изборен законник. Тоа сите ние го знаеме. Ние сакаме процесот да се отклучи и ја повикуваме опозицијата да го разгледа нашиот предлог за чист компромис. Нашиот предлог за компромис да се најдеме на пола пат со ВМРО, ДПМН, со нивната црвена линија за диаспората, да се овозможи гласање на диаспората на председателските избори по пошта, а за возврат опозицијата да добие една изборна единица. Зошто е ова битно? Затоа што ДУИ веќе излезе со став дека не се начелно против една изборна единица со некои нивни модалитети. СДСМ не би смееле да бидат против една изборна единица, барем не би им било тоа мудро и тоа им го порачувам, а ВМРО, ДПМН исто начелно не е против една изборна единица. Така што мислам дека ова е моментот кога нашето општество треба да ја добие оваа реформа во поглед на демократизацијата. Левица
ќе преземе неколку улоги во овој процес. Пред се застануваме до крај на идејата за воведување на една изборна единица. Второ, ја преземаме одговорноста за рационализација на опозицијата. Опозицијата, тоа што СДСМ моментално се наоѓа во кризи внатре партиски или калкулира можеби за нив овој изборен законник е подобар, тоа не смее да биде кочничар за вистинската потреба на демократизација. Ние повикуваме да се најде излезен компромис и ние тој излезен компромис го имаме. Само за крај сакам уште нешто да ве потсетам, дека проблематично е тоа што ВМРО-ДПМН сега има црвена линија која е диаспората, и таа црвена линија која ја има кон Левица и СДСМ во овој случај. Големото прашање е зошто Мицковски нема црвена линија за една изборна единица кон ВЛЕН. Зошто одбра да му е црвена линија диаспората за која на никого ништо не кажа? Не ни кажа кога се надпреваруваше да стане премиер, откако стана премиер ништо не ни кажа за такво нешто, но во целото тоа време ни изборуваше за една изборна единица. Нашите гласови ги доби на основа на ветување за една изборна единица. Главното прашање е зошто на Мицковски денес му е црвена линија диаспората, а не едната изборна единица. Тоа во суштина, да не се правиме наивни, тоа ги поставува во прашање вистинските мотиви на овие партии да се донесе нов изборен законник. Тоа значи дека од една страна не само што не сака да се демократизира процесот, туку од друга страна и за тоа што зборуваат реформски агенди, па СДСМ ја бранеле реформската агенда, па ВМРО ја остварувале, дури мислам дека и за тоа не име гајле. На нив име најмногу гајле да остане нивната удобна позиција во поглед на изборниот законник. Затоа ќе нагласам, Левица нуди излез од оваа политичка криза, Левица знае како ова да го реши и Левица тоа јасно го кажува. Една изборна единица, тоа им треба на нашите граѓани и компромис за диаспората за тврдите позиции на власта во овој случај. Вчера пратеникот Крмов, вашиот партиски колега, кажа дека се сомнева дека големите партии се во договор да не помине моделот една изборна единица. Делите ли тој став? Дали тој е генерален став на партијата? Апсолутно го делим и сега ќе ви кажам во една проста аритметика, дури лична, себична аритметика, затоа што така и се аргументирани за овој процес. Зошто би прифатиле партиите кои на следните избори ќе изгубат број на пратеници една изборна единица? Тоа е вистината, тоа е аритметиката. ВМРО-ДПМН како фаворит на овие избори, што не го оспоруваме, ќе изгуби пратеници со воведување на една изборна единица. И сите партии не разговараат воопшто за тоа. Од себична перспектива ќе ви кажам, Левица ќе добие. Заслужените пратеници ќе ги добие, затоа што ние секои избори губиме пратеници, но не е прашањето дали Левица ќе добие. Левица само пополнува вакуум во нашиот политички простор кој може било кој да биде во тој вакуум. Затоа сметаме дека што е новата политичка реалност. Мицковски направи грешка со диаспората. Мислеше дека ќе испадне патриот и дека ќе одбрани диаспората. Од друга страна, граѓаните на Република Македонија веќе име преку глава да бидат во втор ред за некои таму апстрактни идеи. Значи, Мицковски сите нас не прескокна во Македонија, отиде да збори за диаспората да ја уважува. А што е со нашите гласови? Што е со гласовите на скопјани кои не се манифестираат во доволно пратеници кои треба потоа да бидат политичката волја на скопјани? Значи, ВМРО-ДПМН све што зборуваше за реформата и изборниот законник го скокна и отиде да зборува за диаспората и крајно, мислам да бидеме реални, да не фаќа тука на метафизика некои патриотизми заветни, диаспори, сега нашите братучеди што се таму ќе гласаат. Абе, дајте им на луѓето овде во Македонија да гласаат и да исполнат својата политичка желба. Затоа ви кажувам, ова е моментот, кога ВМРО-ДПМН на сите нас ни пушта ваква фора со диаспората дека сака да демократизира, сега ние сите како граѓанство, како невладини организации, медиумски чинители, луѓе, аналитичари, сега ни е моментот да нагазиме за една изборна единица. И крајниот факт е дека Левица застанува до крај за воведување на една изборна единица, а компромис и излезно решение за тоа што ВМРО и ДПМН и СДСМ сега пробуваат да го наметнат како примарен проблем на изборниот законник, а е реално небитно. Нам ни треба една изборна единица. Да сакавте да дојдете денеска со автобуси на пресконференцијава, ќе дојдете ли на време? Јас не верувам дека ќе дојдете на време. Тоа е првата работа, тоа е акутната криза со која се соочуваше Скопје во тој момент кога беа изборите. Автобуси нема. Како нема автобуси на 8 јули, тоа може да ни го кажат не само Орце Георгиевски, а Александар Николовски. Тоа е врвот на ВМРО-ДПМН. Нивните најспособни, најјаки подпредседатели, градоначалници, еве што ни направија. Година дена не можат автобуси да ни набават во град Скопје. Или се договараат со Али Тобако
За дивоградбата? Па знаете ли што е тоа? Како јас секој ден да тепам некој пред зграда и да дојде Панче Тошковски да се слика со мене да каже еве од денес Амар нема да ги тепа пред зграда. Од трета страна, состојбата во град Скопје со хигиената, мислам, е евидентна. Нема никакви подобрувања во работата на самите предпријатија. Ние имаме внатрешни информации дека работниците во водовод биле крајно резигнирани од градоначалникот при поплавите минатата недела, затоа што не им биле овозможени ни услови, се барале од нив работи кои не се рационални и крајно не се спремило предпријатието на време. Значи, ние имаме информации за голема резигнираност на работниците во самите предпријатија, која расте, затоа што не се подобруваат условите во предпријатијата. И во поглед на самата состојба во град Скопје, јас ќе ве потсетам, тоест ќе ве информирам дека на вчерашната седница на Советот на град Скопје на левица беа одбиени безброј иницијативи кои се во целисходни за граѓаните на Скопје, така што крајната порака е дека ВМРО ДПМН си го игра своето оро, а ние ќе изгубиме уште 4 години. Уште 4 години кои можевме да ги искористиме, но 2029 ќе имаме шанса еднаш за секогаш да се излечиме од овој импулс да ги гласаме сопствените желати.